Се занимаваме веќе некој период со блаженствата од Матеј 5 глава, така да за денес, предпладне, ќе се позанимаваме со петото блаженство. Да не може би некој знае кој е. А петата заповед која е? Вода? Добро, заповедите ги знаеме, добро. А петото блаженство е блажени се милостивите. Зошто? Затоа што тие ќе бидат помилувани. Може би лесна проповед за да се изнесе, ама секојаш е потежок оној другиот дел да се практикува во живот. Зашто е лесна? Затоа што самата Библија, самата по себе си се објаснува, ќе видите дека ова е толку едноставно да се изнесе, но и толку суштествено исто така, затоа што христијанин не е оној кој што не е милостив. Но да се подсетиме, блажени се бедните по дух или во дух, зашто е нивно царството небесно. Блажени се оние кои тагуваат, зашто тие ќе бидат утешени. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се кои гладуваат и жедуваат за правда, оно што минатата сабота го видовме, зашто тие ќе се наситат. И сите овие некако блаженства како да се занимаваат со онаа вертикална линија, нашиот однос или одговор на делувањето на Бога. Но ова блаженство сега малку повеќе се занимава со хоризонталната линија или нашите меѓучовечки односи. И како правиот христијанин, каков живот треба да манифестира правиот христијанин помеѓу луѓето. Значи, блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Тоа е предмет на наши проучувања. Што не значи ова блаженство, одма да кажеме на почетокот? Не значи дека ако ние сме доволно милостиви, дека Господ ќе не помилува, односно ќе ни прости. Тоа не значи. Значи, никако ние, па ни на овој начин со наши дела не се спасуваме. Можеме да го повториме тоа од Ефесијаните 2 глава 8 и 9. Зашто по благодат сте спасени преку верата и тоа не е од вас самите, тоа е Божи дар. Не е од делата за да не се фали некој. Значи, Бог не е оној кој што гледа колку сме ние милостиви и сега должен е, ако сме доволно милостиви, да, тој не помилува, да ни прости. Не можеме да ја заработиме милоста од Бога со тоа што ќе бидеме милостиви кон другите. Бог не е обврзан, значи да ни даде да биде милостив заради тоа што ние сме добри кон другите. Нашата милост или нашите дела, оние дела, било какви да се, кои што произлегуваат од нас лично, се извалкани со грев и себичност. И тоа е целата вистина околу овој дел. Што е да правиме ние со наша сила? Значи, наши дела, кога велам наши дела, тоа се наши дела, оние кои што ние ги правиме. Ако Господ делува преку нас, тоа што не се наши дела, тоа се негови дела. Или тие се тие така наречени добри дела во Библијата. Да потенцираме една работа која што овде е клучна. И од овде почнува се. Да отвориме во Ефесијаните 2 глава. Ефесијаните 2 глава. Позната глава, познати стихови. И ќе читаме од самиот почеток, од првиот стих во Ефесијаните 2. И вас, кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови, во кои живеевте некогаш според векот на овој свет, според кнезот на воздушните сили, духот кој действува сега меѓу синовите на непокорноста. Меѓу овие и ние живеевме некогаш во своите телесни страсти, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите,
и бевме по природа чеда на гневот, како и сите други. Што вели Павле, и ние бевме. И сите ние овде, никој не може да се пофали дека не бил во оваа група на луѓе. И ние бевме некојаш такви. Какви? Што вели овде? Недавеници, не, удавени на дното на морето, мртви во греот. Во таква една состојба. Водени од кнезот на овој свет, што значи под осуда на Божиот гнев. Како такви, кои не сме имале со што да му се допаднеме на Бога, како такви мртви во греот, што направил Бог? Римјаните 5 глава, држите тука прски, се вратиме, да ги дочитаме следните стихови. Меѓутоа, Римјаните 5 глава, исто така Павле многу мокно го кажува ова. 5 глава, 6 до 8 стих. Зошто доека уште бевме слаби, Христос умре во определено време за безбожниците. И се вели за праведникот, одвај некој ќе умре, ќе се најде некој да умре за праведник. А за добриот, може би некој ќе се осмели да умре. Ама ние не бевме ни едното, ни другото. Но Бог ја покаже својата љубов, 8 стих, кон нас со тоа што Христос умре за нас, доека уште бевме грешници, такви никакви, удавени или мртви во грев. Да се вратиме сега во Ефесијаните, што вели 4 стих, клучниот, може би на целото ова. Но Бог кој е богат во милост, знаете, Бог е богат во милост. Поради својата голема љубов со која не возлюби нас, не оживе нас, мртовците, не оживе, не дигна со Христа и нас, кои бевме мртви поради нашите гревови, што еднаш потенцира Павле. По благодат сте спасени. И со Него не воскресна, и со Него не седна во небесните места во Христа Исуса. Која привилегија? Заради што? Заради тоа што Господ е богат со милост. И што вели Еремија 37:3, оној познат стих, те љубам со вечна љубов, затоа ти запазив или чинам или правам милост. Секако милост е производ на љубовта, тоа е Бог. Ако не беше милостив Бог, па ниту еден од нас немаше да се најде овде. Ние немаше да седиме овде денес во овие клупи и да се надеваме на спасение. Значи, во една таква ситуација, кај што немало кој да ни помогне, буквално мртви, Бог покажал милост, не оживел и не привел кај Христа. И еден ден, дај Боже, ако се одржиме во верата, и ќе бидеме со Христа. Тоа е милост. Ништо не сме имале, ништо не сме можеле, тој тука дошол, пристапил и не укажал милост, не дигнал, не оживел. Значи, што е милост? Милост е да имаш сочувство кон потребите на другите и да се ставиш во акција. Ако можеш, колку можеш, да им помогнеш. Тоа е тоа Исус што го направил. Да ги задоволиш тугите потреби, колку што стои до тебе. Зависи какви потреби. Значи, ако се материјално и материјално, ако можеш, ако не, можеш, може би поинаку. Значи, милоста стапува на дело да му помогне на оној на кого што му треба помош. Сега ќе разгледаме неколку места во Библијата за да ја видиме милоста на дело. И веднаш, може би ќе ви текне на една парабола, пак, ова се наоѓа во Лука 10 глава со така наречената парабола за милостивиот самарјанин. Кој што всушност го прикажува кого? Исуса. Од 25 стих. И ете еден учител на законот стана да го искушува и го праша. Лука 10 од 25. Закониците знаеле секоја запирка, секоја цртичка таму, се знаеле да
да го објаснат законот од буква до цртичка. И го праша, учителе, што треба да правам за да наследам вечен живот? Овој малку повеќе имал интерес, веројатно, од другите негови сонародници или колеги и така натаму. А тој му рече, Исус му вели, што е напишано во законот, како читаш? Ти барем знаеш, значи ти ако не знаеш, како читаш во законот? Што пишува? Тој веднаш му одговари, тоа му дава прецизен, многу убав одговор. Люби го Господа својот Бог со сето своје срце и со сета своја душа и со сета своја сила и со сиот свој ум и својот ближен како себе си. Значи, онаа скратена варијанта што ќе ја каже, нели, Исус, тоа е тоа. Тоа е вистинското. И му вели Исус право одговори. И сега, оно што највеќе му фалело. Прави го тоа и ќе живееш. Тоа што ми го кажуваш, прави го тоа и ќе живееш. Но тој секајќи да се оправда, го праша Исуса, значи он понатаму, знаете, сака теолошка дебата да води. Исус е многу практичен. Знаете, Евангелието е толку едноставно. Наједноставните вистини, мислам се, оние клучни, кои што не можеш да не ги разбереш. Како што нели спомнавме, не е до разбирањето, меѓутоа до нешто друго е. И ова вистина, ова блаженство е толку едноставно. Меѓутоа тој сака да го поведе кон теолошка тема, се кажавате Самарјанката исто така, и она, која била погодена од Исуса, од неговиот директен удар, да кажеме така, она сакала да го сврти муабетот. А кој е мој ближен? Ајде сега да дебатираме кој е мој ближен. Исус му одговори, рече, и сега ја кажува параболата. Еден човек слегуваше од Ерусалим во Ерихон и налета на разбойници кои го соблекува и го ранија, го оставија полумртов и си отидоа. А случајно по истиот пат слегуваше еден свештеник, кој што вели Елен Вајд се враќал од црква, од храмот. И веројатно сабота, пример, ќе оди да руча, па да одмори малку и така натака. И кога го виде, си замина од другата страна. Подалеку. А еден патник, самарјанец, се извинувам, 32-иот исто така, еден левит, кога дојде таму и кога го виде, и тој си замина на другата страна. Малку поголем интерес, веројатно, покажал тука, загледал, што... Да го нема. И сега доаѓа еден патник самарјанец, знаете кои биле самарјаните и какво мислење имале израелците за нив. И обратно. Дојде до него и кога го виде, се сожали. Се смилува, се сожали. Клучната разлика. И сега од тука тргнува тоа, меѓутоа не покажа само сочувство, туку и акција веднаш после тоа. Му се приближи, му ги полеа раните со масло и вино и му ги преврза. После го качи на своето добиче, го однесе во гостилницата и се погрижи за него. Утредента извади 2 динарии и му ги даде на гостилничарот и рече, погрижи се за него и ако потрошиш нешто повеќе ќе ти платам на враќање. Се од своји средства. Нити го познал човекот, ни ништо. Уште и самарјанин. И сега прашањето, што го поставува Исус до овој законник, после кажаната парабола, што мислиш кој од тие троица му беше ближен на оној кој падна среде разбойниците? Попадна среде разбойниците. И овој повторно му кажал добар одговор. Оној кој му укажа милост. И што му вели Исус? Повторно проблемот и кај него, и кај мнозина тогаш фарисеи, кои што не мареле за човекот. Само правила, прописи, закон, теологија, ова, она, човекот не постои.
човекот заради кој што Исус дошол, грешникот заради кој што Исус дошол. Оди и ти прави така. Колко едноставно. Си разбрал, разбираш, се знаеш. Оди и прави така. Тоа е тоа. Заклучуваме, законникот немал милост и сочувствувал, немал љубов. Знаел што вели законот, ама во пракса ништо од тоа. А самарјанинот, оној кој што е позитивниот лик во оваа парабола, односно тоа е слика за нашиот Исус, него ни познал човекот. Но му се сожал и имал сочувство, ги употребил своите средства, не очекувајќи ништо за возврат. Оставил таму и екстра, и ако потрошиш повеќе, нема проблем, ја ќе дојдам, се ќе биде подмирен. Тоа е милост. Ајде, во овој пример овде гледаме укажана помош за физички или материјални потреби или така натаму. Меѓутоа, ајде да видиме пример во сферата на духовните потреби. Исто така како треба да постапуваме. Во Јуда, посланието на Јуда, има само една глава. Читаме од 17 стих. Јуда. Да видиме каква една состојба овде ни се опишува. 17 стих. Вие возлюбени, спомнете си ги зборовите кажани порано од апостолите на нашиот Господ Исус Христос. Зашто ви кажа, во последно време ќе се јават подсмевачи кои ќе живеат според своите безбожни страсти. Зборува за внатре, во црквата. Тоа се оние што се одделуваат, тоа се оние кои што прават поделби и така натаму. Телесни расположени луѓе кои што немаат дух. И сега како? Како кон тие, како треба да се постапува кон тие, црквата, вие, браќа, како треба да постапувате. А вие, возлюбени, изградувајте се себе си врз вашата пресвета вера и молете се во светиот дух. Оддржете се себе си во Божјата љубов, ревносно очекувајќи ја милоста на нашиот Господ Исус Христос за вечен живот. Бог е богат во милост. Тој ни укажа милост. Тој не издигна од мртвите и крајната цел на таа милост е и вечниот живот, кој што воопшто не го заслужуваме да бидеме реални. И тоа е така. Затоа по благодат сме спасени. Гледајќи на таа милост, очекувајќи ја таа милост, како треба да постапуват и кон едните кои што се сомневаат, што? Бидете милостиви. Милост, спирала на милоста. Милоста потекнува милост. Како што и љубовта буди љубов. А другите спасувајте ги, истргнувајќи ги од оган. Кон другите пак бидете милостиви со страв. Значи, внимавајте сепак, ама бидете милостиви. Мразики ја и облеката онечистена од телото. Значи, милост, милост, милост. Потикнати од милоста Божја, укажете им милост и на тие, и на тие. Уште гледаме всушност што е милоста, каква е милоста. Милост, значи кога некој има потреба и ти си тука да му помогнеш да се задоволи таа потреба и не велиш ај друг пат, ај Господ нека ти биде на помош, ај Господ ќе ти помогне. На што ме подсеќа ова сега? Одиме на еден друг момент. Каде се зборува во Библијата за мртва вера? И каква е таа мртва вера? Во Јаков, 2 глава. Да, 2 глава Јаков, најнапред 13 стих, пред да почне тој дел. Јаков, послание Јаково 2.13. Ови се силни зборови, ќе ги повториме после при крајот на самата тема. Зашто судот нема милост кон оној кој не покажувал милост. Толку доволно од овој стих. Судот нема милост кон оној кој што не покажувал милост. И сега, контекстот, значи затоа го прочитав овој стих, најнапред, контекстот е тоа, одиме од 14 стих надолу. Каква е ползата, браќи мои, ако некој рече дека има вера, а нема дела? Може ли верата да го спаси? Па нели по вера се спасуваме? Ама не таква вера. Ако некој брат или сестра се голи без секојдневна храна, или имаат некоја потреба,
материјална било каква, како што овде ни се дава. Па некој од вас им рече, одете си во мир, стоплете се и наситете се, а не им даде она што им е потребно за телото. А има, може, значи. Каква е ползата? Има ли тука полза некаква? Нема. Така и верата, ако нема дела, мртва е сама по себе. Че верата без дела е мртва. Сочувство без акција не е милост. И тоа е мртво. Тоа не е милост воопшто. Видите што не вели Елен Вајд во Христови параболи. Коментирајќи на самарјанинот предходно, добриот самарјанин, не е можно срцето во кое живее Христос, односно добриот самарјанин, ќе кажам, да биде скудно со љубов. Ако го љубите Бога, затоа што тој прв не љубил нас, ако го љубиме Бога, затоа што тој прв не љубил нас, ние ќе ги љубиме и сите за кои Христос умрел. Кој се тие? Кој е наш ближен? Секој човек кој што има потреба. Не можеме да се поврземе со божеството, ако едновремено не се поврземе со човештвото. Зашто во оној кој седи на престолот на Вселената, се соединиле човечкото со божественото. Поврзани со Христа, ќе бидеме поврзани со нашите ближни, со златни алки на синџирот на љубовта. Тогаш, во нашиот живот ќе се покажат истото сочувство и сожалување што ги покажал Христос. Можеме ли да замислиме кое е сочувство и кое е сожалување Христос ги покажал кон нас? Сваќаме ли воопшто? Сме биле мртви во греот. Од нас, што ќе беше од нас, ако ја немаше таа негова милост и љубов? Како може тоа да не произведе милост кај нас? Значи, тогаш во нашиот живот ќе се покажат истото сочувство и сожалување што ги покажал Христос. Ние нема да чекаме сиромасите и несреќниците да дојдат кај нас. Не е потребно некој да не преколнува за да почнеме да сочувствуваме со патилата на другите. Ќе ни биде исто толку природно да им дојдеме на помош на сиромасите и на страданите како и на Христос, што му било природно да оди и да прави добро. Тоа треба да биде природно. Тоа треба да биде дел од нас. И сега да, знам, некој ќе каже, ја тоа го велам често пати. Денеска во ова време имате многу манипулатори. Епа, молете се за мудрост. Има такви луѓе кои што ќе направат се за да побудат сочувство кај вас, за да им дадете. Дали е така, дали не е, тоа Господ треба да ни открие и треба да бидеме мудри. Значи, меѓутоа, тоа не треба да не спречи, да не бидеме милостиви. Затоа што само милостивите ќе бидат помилувани. Само милостивите ќе го наследат Божјето царство. Со што треба да бидеме милостиви, веќе одговоривме на тоа прашање. Ефесијаните 2 глава ни даде одговор, затоа што Бог нам ни бил милостив предходно. Значи, тоа кај вистинскиот христијанин би требало да биде по автоматизам, значи природно, како што прочитавме предходно, како што на Исуса му било природно. Ефесијаните 4 глава сега. Од први стих, затоа ве молам, јас затвореник во Господа, да живеете достојно според звањето во кое сте повикани. Со секаква понизност и кротост, со трпеливост, поднесувајќи се едни со други во љубов. Настојувате да го запазите единството на духот во врската на мирот. Потоа Павле овде оди во детали, значи што значи да се живее достоен христијански живот, за да на крајот приврши 29 стих, па подолу 29, никаков гнил збор да не излегува од вашата уста, туку само полезен за изградување, каде е потребно, за да им даде благодат на слушателите.
и не жалостете го Светиот Дух Божи, со кој сте запечатени за денот на избавувањето. Секое огорчение и јарост, и гнев, и викање, и хулење да бидат отстранети од вас со секаква злоба. Бидете еден кон друг добри, милостиви, проштевајќи се еден на друг, како што и Бог ви прости вам во Христа. Едноставна вистина, како што ви кажав. И дете може да ја разбере. Не ви треба никакви семинари, не ви треба никакви теолози за вакво нешто. Бог беше толку милостив кон нас, па зарем ние нема да возвратиме барем со дел од тоа, кон другите. Меѓутоа, знаете, со оваа едноставна вистина нема играње. Претходно прочитав еден стих во Јаков 2.13, зашто судот нема милост кон оној кој не покажал милост. Каде и како ќе завршат оние кои што не се милостиви? Или, знаете, ова е одлика само на новороден христијанин. И од предавањата на Дојчин, може и од предходно, затоа што повеќето цитатите беа познати, меѓутоа знаете, кога ќе дојде некој гостин на ден, два, три, ќе ви остави таков силен впечаток. Не само со предавањата, да ви кажам за Дојчин, пошто ја имав малку прилика да се подружам со него, па и вие увидовте и се гледате кај него дрмр и понатаму. Видовте дрмр, ништо нема од тоа кај него. Толку народен, толку приземлен човек, толку фин, со секој да се поздрави и така натаму, и така натаму, и така натаму. Но, сакам да кажам, почитувајќи можеби од тогаш највеќе, јас се прашувам, јас дали сум наново роден? Или, и треба и ние да се запрашаме, дали можеби ние сме во онаа група највеќе, како Јаков, уште се бориме со Бога. Уште не се даваме некои делови од нашиот живот. Уште не сме со сето срце предадени. Вечерва ќе зборуваме за чистите по срце, затоа што само тие ќе го видат Бога. Чист. Што значи чист? Джус. 100% најде. Тоа значи 100% джус. Нема никаков додаток, нема мешавина. Еднаш доека Пингвин беше уште отворен овде локалната продавница, одам и гледам сок, 100%, не знам што беше. Читам позади, нели со поситни букви обично тоа е. Очите ми гледаат тоа еш подобро. Пишува дека има 20% вода. Ај сега објасните ми вие каков е тој 100% джус со 20% вода. Водата ја сметаме за ништо, значи сепак тука е само плодови има, не знам, тамо ќе ви напишат дори тука се исцедени 15 портокали. И сокот ви е 80 денари, а 15 портокали одете, земете ги, исцедете ги, па кој знае, не знам како име математиката, како и да е. Мислам, сега зборуваме за едно потрошувачко општество денес, каде што на тоа поле толку многу се манипулира, тоа е страшно. 100%, дали сме 100%? Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Само милостивите ќе бидат помилувани. Овие блаженства кои ги читаме, кога вели оние, се мисли само на тие. Само оние кои што се милостиви ќе бидат помилувани. Само оние кои што се со чисто срце ќе го видат Бога. Тоа е всушност во еврејскиот изворен јазик, кој ќе читате, ќе видите дека тоа е акцентирано. Значи, зашто судот нема милост кон оној кој не покажал милост. Сега сме на тој дел. Матеј 18 глава, една друга парабола, позната на сите нас. Матеј 18 глава, 21 стих.
Петар му пристапува на Исус и му вели: Господи, колку пати да му простам на брата си кој греши против мене? До 7 пати ли? Јас сум подобар од овие други, по 3 пати, до 3 пати. До 3 пати ќе му простиш, после 4-тиот нема шанси. У гроб ќе го носам, ако треба. Со мене тоа. Исус му вели: не ти велам до 7 пати, туку до 70 пати по 7. Со други зборови, во превод, престани да броиш. Која глупост е тоа? Ако Господ Исус ни броеше на нас, кого од нас ќе подигнеше од мртвите? Па колку пати ние у денот може да му грешиме? И колку денови од нашиот живот, па пресметајте. И тоа е пак милостив кон нас. Затоа Царството Небесно е слично, е повторно зборува за Царството Небесно, е слично на некој цар, кој сакал да ги среди сметките со своите слуги. А кога почна да ги расчистува сметките, значи при него беше доведен еден кој му должеше 10.000 таланти. Една зборувавме, нема причина сега пак да истражувам, меѓутоа тоа е огромна сума. Еден живот, 2 живота, 3 живота може ќе ви требаат да живеете и да печалите и само за да го враќате долгот. А така нема да можете да живеете многу долго. Значи, невозможен долг за враќање. И бидејќи немаше да ги врати, Господарот заповеда да го продадат него, неговата жена и децата и се што имаше за да се плати долгот. И тогаш слугата падна и му се поклонуваше, велејки: Господаре, имај трпение, имај милост кон мене и ќе ти исплатам се. Иако невозможно, меѓутоа Господарот знае дека е тоа невозможна мисија. Како што е невозможно ние да му исплатиме на Господа за нашите гревови. Не знам, ако можеше така, тогаш Исус немаше да умре на крстот. И поттикнат со сожалување, го тоа, што го имал и добриот самарјанин, што треба да го имаме и ние по природа, поттикнат со сожалување Господарот на оној слуга го пушти и му го прости долгот. 10.000 таланти. 0. Не си должен веќе ништо. Кое е олеснување? Замислите си, ако, не знам дали сте имале, може би некој искуство такво да должите некој голема сума пари, да ви дојде тој да ви рече: заборави, не враќај. Како ќе се однесувате утре кон таа особа? Па колку ќе бидете благодарни за тоа? Во зависи со тоа, сумата кога е 10.000 таланти, невозможен долг за враќање и некој ви го простува. Господарот овде го простува. Не си должен повеќе. Но тој истиот слуга, што ми излезе таму и најде еден од своите сослужители, кој му должеше 100 денарии, 3 плати, да кажеме, тогашни, што направи? Го фати и го давеше. Какво спротивно однесување. Го давеше, велејки: исплати ми тоа што ми должиш. По денески живееме во такво време, убиства се случуваат за ситни долгови. Каква милост, Светиот Дух се повлекува веќе од овој свет. Нема Свети Дух, нема делување Божие, нема милост. Каква милост? Човекот по природа е животно, бетер од животно. Во онаа грешна природа зборуваме. Значи ние треба да бидеме сосема спротивни од светот. Исплати ми тоа што ми должиш. Тогаш овој паѓа пред неговите нозе, исто како и овој предходно, пред Господарот, и го молеше, велејки: имај трпение со мене, истите зборови. Имај трпение, имај милост, ќе ти платам се, ќе ти исплатам се. Па 3 плати се опрашање, 100.000, колку беа, 100 денари, или, ајде, земете просечна плата во Македонија 50.000. Кобајаги, 50.000, 3 плати, 150.000. Околу 2.500 евра, така ли ќе му даде. Ситна пара, не е ништо страшно, мислам.
за да се врати, може да се врати. Но тој не сакаше. Туку отиде и го фрли во затвор додека го исплати долгот. А кога неговите сослужители видоа што се случи, можете многу се нажалија. Колку ангелите често пати ги нажалуваме, ги жалостиме со некои наши постапки. Нема да му простам, па. Нажалија и дојдоа и му кажаа на својот господар се што се случи. Тогаш неговиот господар го повика и му рече: што? Зол слуго. Нема во тебе ни грам добрина. Ти го простив сиот оној долг зашто ме молеше. Ти ги простив сите гревови, имаш пат пред себе трасиран за спасение, а ти за ситница на братот свој неки да му простиш. Па уште и го фрли во затвор. И го тормозиш таму. Не требаше ли ти да му се смилуваш на твојот сослужител, како што и јас ти се смилив тебе? Невозможно е, погоре прочитавме предходно, невозможно е оној кој што го има Христа во срцето, има таа Божја љубов и има милост. Невозможно е да не биде милостив. Невозможно, тоа треба да биде природно, да потекнува од нас. Не требаше ли ти да му се смилуваш на твојот сослужител, како што и јас ти се смилив тебе? Таа спирала на милост. Значи, сетете се што Господ направил за нас. Како тоа ние можеме да бидеме тогаш тврди толку некогаш? И неговиот господар се разгневи и со право се разгневи. И им го предаде на мачителите додека му исплати се што му должеше. И тоа не се случи никад, веројатно, затоа што 10.000 таланти. Но така е параболата. Така и мојот небесен татко ќе ви направи вам, ако секој од вас не му ги прости од срце престапите на својот брат. И овде се вели од срце. Затоа што ако не е од срце, исто како да не му простил. Или му простив, ама ќе му памтам до крајот на живот. Уште еднаш само ако. Страшен крај за немилостивите овде гледаме. Меѓутоа, параболите, блаженствата, отидов во пуката, блаженствата кои ще ги разгледуваме, всушност тоа го покажуваат еден вистински христијанин, оној кој што претендира за Божјето царство. Тоа е тоа. Ако немаш милост, ти не си христијанин. Ти не си достоен и не живееш достојно според повикот свој. И ако Христос не е пример, и ако неговиот карактер е нашиот идеал, тогаш треба да бидеме не само милостиви, туку како што читавме за него, богати во милост. Богати. А не трошки. Еве сега па се подсетив на една друга парабола и таа зборува малте не за тоа. Не е за безсмртноста на душата или не знам, некој кој што си ја прифаќаат. За богатиот и за сиромавиот Лазар. Што добивал сиромавиот Лазар од овој? Не добивал ништо, трошките ги собирал таму под. И кај завршил едниот, кај завршил другиот после. Ама после сакам да се вратам назад. Нема враќање назад. Тоа е тој живот кој што Господ ти го дал како прилика и да сватиш каков треба да бидеш и да се покајаш ако не си таков, да дојдеш кај Господа, Господ е милостив, ки ти прости, меѓутоа и ти треба да бидеш милостив. Затоа што тоа е одлика на вистинскиот христијанин. Нека Господ ни помогне во овој правец, драги браќи и сестри, да се испитуваме. Меѓу другото, блаженствата се и еден тест за секого од нас. Каде сме и докаде сме и
уште колку имаме. А да не се жалостиме, затоа што сите ние имаме некои свои слабости, да не забораваме дека тоа наново раѓање не е телесно, тоа е со Духот Свети. Духот Свети е се уште тука, се уште е времето на милоста, се уште можеме да се покаеме, Господ е тука да ни помогне. Слава нека му е. Амин.